Драги ученици, добар ден и добро дојдовте во видео лекцијата по физика годишни времиња. Што го предизвиква доаѓањето на пролетта и зимата, односно која е причината за смена на годишните времиња? Погрешно е мислењето дека летото е најтопло годишно време, бидејќи тогаш Земјата се наоѓа најблиску до Сонцето. Земјата го обиколува Сонцето по патека која се нарекува орбита. Точно е дека орбитата е елипса, но елипсата е многу блага, така да можеме да сметаме дека Земјата на еднаква далечност од Сонцето во секое време. Земјата е најблиску до Сонцето во јануари. Земјата е наклонета или накривена во однос на рамнината на земјината орбита. Значи, освен што Земјата се движи по својата орбита еднаш во годината, така Земјата врши и движење околу својата оска еднаш на секои 24 часа. Гледаме дека оската на ротација на Земјата е накривена во однос на рамнината на земјината орбита. Исто така може да видиме дека јужниот пол е завртен кон Сонцето во оваа положба на Земјата, кога на северната хемисфера е зима и зраците паѓаат под поголем агол на јужната полутопка, за разлика од северната каде зраците паѓаат под многу помал агол и помалку ја загреваат земјината површина. Значи, денот кога сончевите зраци паѓаат под најмал агол на северната полутопка, тој е најкраткиот ден во годината и се нарекува зимска краткоденица. Ова година зимска краткоденица ќе биде на 21 декември. И тогаш сметаме дека на северната полутопка започнува зимата, а на јужната полутопка започнува летото. Правецот на осна ротација останува фиксиран и насочен од звездата Северница. Сега аголот по кој паѓаат сончевите зраци расте и се намалува во текот на годината. И сега од овој слайд можеме да видиме дека сега Земјата се наоѓа од другата страна на Сонцето и во оваа положба на Земјата одговара на годишното време лето на северната полутопка. Сега гледаме дека северниот пол е завртен кон Сонцето и сончевите зраци паѓаат под многу поголем агол на северната полутопка, додека на јужната полутопка зраците паѓаат под многу помал агол. Значи, сега северната полутопка ќе се загрева многу повеќе оваа област од Сонцето, а јужната полутопка ќе прима помалку сончева енергија. Сега, денот кога сончевите зраци паѓаат под најголем агол е најдолгиот ден во годината и се вика летна долгоденица и тој започнува година ќе се биде на 20 јуни. И тогаш сметаме дека на северната полутопка започнува летото, додека на јужната полутопка започнува зимата. Од овој слайд сега можеме да видиме како се менуваат годишните времиња. Да почнеме од оваа положба на Земјата, кога Земјата се наоѓа во месец декември. Во месец декември, на северната полутопка, сончевите зраци паѓаат под најмал агол и тука површината на Земјата се загрева најмалку. Како сега се движи Земјата по орбитата, после 3 месеци, во месец март, доаѓа до излачување на трајањето од денот и ноќта. Сега денот и ноќта трајаат по 12 часа и двете полутопки се еднакво осветлени. И тогаш на северната полутопка започнува пролета, а на јужната започнува годишното време есен. Како што Земјата продолжува да се движи по својата орбита, после 3 месеци, значи во оваа положба, во месец јуни, сончевите зраци ќе паѓаат под најголем агол на северната полутопка и тука таа област ќе прима најмалку енергија. Значи, тука на 20 јуни, значи оваа година, ќе биде најдолгиот ден на северната полутопка и сметаме дека започнува летото, а на јужната полутопка започнува зимата. Како продолжува да се движи Земјата по орбитата после 3 месеци, во месец септември, пак двете полутопки ќе бидат еднакво осветлени, значи под ист агол ќе паѓаат светлините зраци и на северната и на јужната полутопка,
i denot i nokta ќе траат исто по 12 часа. Како продолжува се движи земјата пак по својата орбита, после 3 месеци во декември, сега ќе имаме на сферата полутопка ќе имаме најмалиот ден, кој ќе биде околу 9 часа, најмалиот ден, а ноќта ќе биде 15 часови. Кога сончевите зраци паѓаат под најголем агол е на долгиот ден, тогаш сметам дека почнува летото, а кога сончевите зраци паѓаат под најмал агол во текот на денот, тогаш е краткиот ден, тогаш сметам дека започнува зимата. Годишните времења истовремено не се исти на едната и на другата хемисфера. Например, кога на северната хемисфера е зима, на јужната е лето. Сега ќе покажеме еден видеоклип кој ја покажува смената на годишните времења. You know that Earth orbits the Sun, right? And that it takes a full year for our planet to complete its orbit? Earth also rotates like a slightly tilted spinning top. Earth remains tilted in the same direction all year round as we orbit the Sun. But that means the Sun's light shines differently on Earth at different times of the year. Let's look at Earth when it's winter in the northern hemisphere. Observe how the North Pole tips away from the Sun. This means that sunlight strikes the northern hemisphere at a shallow angle for a short period of time. This is why winter weather is generally cool, with short days and long nights. As Earth orbits the Sun, we move towards spring in the northern hemisphere. Now Earth is tilted neither toward nor away from the Sun, as day and night are about equal in length. As we make our way to the summer months, notice that Earth is still tilted in the same direction, only now on the other side of our orbit. The North Pole is tipping toward the Sun. Sunlight strikes the northern hemisphere more directly, and the Sun stays in the sky for a long time. Compared to winter, summer days are warmer, and the Sun stays in the sky much longer. Notice too that while it's summer in the northern hemisphere, it's winter in the southern hemisphere. Because of Earth's tilt, the seasons are reversed. We observed how Earth's tilt creates the different seasons throughout the year. How does this affect life? Plant life and other photosynthesizers, we call them primary producers, depend on sunlight. They respond to the changes in the seasons. Earth-orbiting satellites measure the amount of carbon dioxide absorbed by these primary producers. Bright regions on this map show where they devour the most carbon dioxide, turning light from the Sun into oxygen and natural sugars. In spring, when sunshine strikes the cold waters of the North Pacific, productivity skyrockets. Phytoplankton and other microscopic photosynthesizers form the base of the ocean food web, and all ocean life responds to changes in seasons. On land, forests grow green during the spring, brightening the continents. During winter, continents in this view turn dark from a lack of photosynthesis.